се и испива. Неќем да ти кажам, ама нели си сварила, ке го испијам. Ти реков дека едно пиев са бајле, многу ке ми дојде да ти кажам. Знам, ама знаеш колку убаво кафе варам. Убаво правиш. А и да ти кажам... Што е право, право е. Да ти кажам, сакам да си се напијам така едно кафе на раат, додека не се вратил оној мој табиетлија. Море да ми е мене. Да ми е мене тој, јас ке го суредам да ти кажам. Ќе го суретиш. Ќе го суретиш, така ти се чини, оти си го немаш нагла, леле. Твојот табиетлија. А мојот зборлест. Еде. Цел ден жена устане затвора. Еде. Цел ден меле како воденица. Еде, знам. Да го имаш, ке видиш како. Абе, знам. Цело село знае, сите го знаеме колку е зборлест. Вистина многу зборува. Зборлест е. Ама тоа не е мана. Ти не знаеш што е ова. Не го имаш дома, жено. Не го имаш дома. Да го имаш дома, ке ме сватиш дури тогаш. Зошто ти се чудам на умот? Јас, мене да ми е тој маж. Гајле ке се немам јас. Знаеш што, тој нека си зборува, јас ке си ја гледам работата, тој ке си зборува, јас ке си ја гледам. Така мислев и јас, ама не е така. И како? Не е така. Не е така. Така зборуваш, знаеш зошто? Зашто не го знаеш мојот. Еден ден. Само еден ден да го имаш дома, ти ке видиш. Ке му го научиш табиетот и... Ке му го научиш табиетот. Ако можеш да му го научиш, знаеш ли што ми прави? Ти навистина не знаеш што е мак. Навистина не знаеш. Да знаеш што ми прави, што ми прави. Ова е многу солено. Ова не е солено. Зошто толку сол си клала? Зошто толку малку сол си клала? Зошто ова има шеќер, а зошто пак ова нема шеќер? Ова вака ли се чисти, она вака ли се пере? Како може се да види, се да знае ништо токму да не му е? Ти не знаеш и затоа така зборуваш, да ти кажам браво. А мојот, еден ден да го имаш куќа, од ум ке те извади од зборување, да ти кажам. Те ова било, те она било. Ке ти кажува да ти кажам и што сакаш и што не сакаш да знаеш и да чуеш. Од ум да се штукнеш. Па ти не слушај го, Мари. Како да не го слушам? Кажи ми, како да не го слушам кога цел ден за пола вака ме влече и само вика. Овој се отепал, оној се обесил, оној се удавил. Од ум да се мрднеш кога ти вела. Те слушам, те гледам и не ми се верува дека ова нешто го кажуваш. Ти не знаеш што е мака и затоа вака зборуваш. Не знаеш што е мака. Затоа можам да ти поверувам зашто не знаеш што е мака. Ти не си видела. Епа, ајде да се трампаме со мажите. Што? Сакаш? Што рече? Да се трампаме со мажите. Со мажите. Тој ќе биде твојот, јас не мојот. Ова нешто ќе биде чудо невидено. Не. Како? Вистина? Ми вистина. Сакаш? Јас сакам да ти кажам. Ама и јас сакам, затоа си вела. Јас сакам. Ама тие па двајцата дали ке сакаат? Мојот ке сака. Помлада си, поуба, ке сака. Ама тој твојот пак дали ке сака? Па ти мислиш на мојот многу му е важно дали јас ке го слушам или ти ке го слушаш? Некој да го слуша, да има дома некој да го слуша. Нич не му е гајле да ти кажа. И вистина вериш. А јас на твојот ке му го најдам табиетот, па ке видиш како ке се смени. Ти ке му го научиш табиетот. Тој самиот не може да си го научи. Табиетот ти ке му го научиш табиетот. Ке му го научам да знаеш. Убаво, научи го да ме куртулиш од него, да ме куртулиш. Нека зборува оној твојот 3 дни и 3 ноќи око нема да затворам, само да не го трпам овој мојот. Ајде, дај си рака. Ние си дадовме рака. Ама дали ке сакаат? Ајде.
Ке ги прашаме, Ке може ги да ќе прашаме, па сака. ќе видиме дали ќе сака. Ами селото ќе се смее, а? Не плаши се. Нека се смее. Нека се смеат. Битва. Домакине, знаеш што сакам да ти кажам? Од кај ќе знам што сакаш да ми кажеш? Ако не си ми кажала, знам само едно, дека толкова многу сол си клала во јадењето, ко можам да сум овца на крмење. Што сакам да ти кажам, домакине? Што сакам да ти кажам? Ајде, кажи ми, ако сакаш да знам што сакаш да ми кажеш. Ама нема да се лутиш. Ајде, де. Нема да се лутиш. Нема да се лутам, ајде кажи. Нема да се лутиш. Колку пати сакаш да ти кажам, ако нема да се лутам? Оти ова голема работа е што ќе ти го кажам. Бре, мајка. Да знаеш. Бре. Ајде видам. Вака. Соленка. Кој е Соленка? Шивката. Соленка, комшивката. Се договоривме нешто ние двете. Се договоривме... Па дај. Сега ќе ти кажам, да си ги смениме мажите. Па да правите? Мажите, Да ги трампате? да ги трампиме. Кој мажа може да ги трампи? Па тебе и незиниот маж. Ти да ја земеш Ленка, а тој мене. Рече дека нема да се лутиш, а и знам дека ќе сакаш. Оти и помлада, и пуба е, и еве цел живот со тебе го поминав, не ти го научив табиетот, не можам да ти погодам. Ова не чинело, ова било солено, она било вакво, она... Може таа ќе ти го научи табиетот и поубаво ќе си поминуваш со неа. А таа пак не можела да го трпи тој незиниот. Многу зборувал. Ти затоа кандисуваш или не кандисуваш. А рече дека нема да се лутиш. Уште прашуваш дали кандисувам? Кандисувам и прекандисувам. Уште утре да одиш и да ја кажеш да дојди тука. Уште утре. Оти ти толкова години табиетот не ми го научи. Не знаеш на маж да угодиш. Елки таа ќе знае. Ајде, уште утре да одиш и да ја кажеш да дојди тука, а ти, ако собереш нешто тука, земи и оди право кај тој. Ми ќе земам, како нема да земам. Дојде, Ама да го прашаме и тој незиниот. Јас прво тебе решив да те прашам, па сега да го прашаме и него, ако сака. Добро. Ајде, нека биде така, нека дојде. Да ја речеш, кога ти не можеш да угодиш на маж, велки таа знае да угоди на маж. Велки знае. Така. Сега, што знам јас, дали тој ќе се сложи, дали ја бидува таа работа, али не ја бидува. Не би ќе видиме, ќе го прашам. И така ти велам. Си седам јас и туку ми дојде една желба да одам до бунарот, да видам што е со бунарот, одамна не сум бил, што е со него, како е.
И си велам, ајде да појдам до бунарот. Ти велам, излеглам низ вратата и туку си велам по кој пат да тргнам, по долгиот ли, по покусиот. Ај велам да си тргнам по подолгиот, може би ќе сретнам некој попат, па така малце муабет ќе си направам. И туку што заминав, се пишмарив. Си велам, ај ке тргнам по покусиот, побрзо да си стигнам до бунарот. И така, одам и си стигнав до бунарот. Застанав на бунарот и гледам во водата, а во водата нешто мрда. Ми се стори од тие некоја мачка удавена. И си велам, што бара мачка во бунарот? Гледам убаво, не е мачка. Се загледав убаво, кога ќе видам, пак ми се стори од тие мачка. Ама ти ме слушаш или не ме слушаш? Слушам како Па тебе ти зборувам, што има јас сам со себе да зборувам. Јас тоа го знам, ти не го знаеш, затоа ти го За зборувам. мачката. Што за мачката? За мачката во бунарот. Така, тоа, за мачката во бунарот. Браво, тоа ти е жена, бре, тоа ти е жена, а не она... Што да ја кажев? Што да ја кажев? Кога ќе ја прашав, што ти кажувам, не знаеше ништо да зузне, ама ништо не ме разбираше дето. Каква жена сум имал јас пред врата, злато жена, а цел живот го поминав со она утка, бре. А каде застанав, а? За мачката во бунарот. За мачката во бунарот. Така, и стојам јас над бунарот и гледам во водата, а горе едно врапче пе. Ја слушам песната и ми се чини дека ја знам. А ваму пак си велам, а може би и не ја знам. А песната, уба, врапчето ти пее, чиу. Ленко, мори! Ајде бе, до кога ќе чекам? Еве, мажу, еве. Еве, повели. Јај, така ми се става чинијата, мори? Толку далеку ли? Како ќе јадам така од таа чинија? Еве, дедомакине, еве. Госпудот во колената ми ја пикна. Гледај вам. Гледај, пули ме тука, во очи. Пули ме пулиш. Гледај се. Вака се става чинијата. Тука. И уште нешто да ти кажам. Каква домакинка си, мори ти, кога ништо не знаеш. Така ли се прави? Прво се носи лебо. Врати ја чинијата назад. И да го донесиш лебот. Добро, домакине. Еве, сега ќе го исечам лебот. Домакинка, не домакинка, не научена на ред. Како треба, што треба? Еве, домакине. Слушај, ако го грабнам овој лебов, од глата ќе ти го скршам. Така ли се носи леб, мори, во толкави парчиња? Врати го назад и да го исечеш, да го... како што треба на парчиња. Веднаш, домакине, веднаш. Хајде, мори. Еве, домакине. Сега и манџата ќе ја донесе. Што е ова? Така ми се сече леб, мори. Што си го направил ова? Нафора, за црква, врати го лебот, кој ти велам, и да ми донесеш леб ко што треба. Сега, домакине. Еве, домакине, повели. Пак истото. Манџата, овој леб ти реков, не е така. Пресечи го на половина и донешти го. Море, ајде. Иште си. Таква домакинка. Ако беше за таква, си имав. Така, до кога ќе те учам, мори? Така треба. И сега, додека јадам јас, диван да стоиш пред мене.
Добар ден, Стојко. Добар ден. Начув нешто, вистина ли? Да, вистина. Абе, гледаш какви стопани имаме. Цело село ни се смее. Какви? А и стопанките не ни се поарни. Абе, кај се видело бе на тие години да си ги минуваат, да си ги трампат мажите. Туку, пак јас ги разбирам стопанките, не им е лесно да се живее со такви мажи. Абе, човек со такви да побудали. Туку, ја, како да не, јас ќе побудалам. И тој да ми зборува, јас од едното влегува, од другото излегува. Така, туку, знаеш што? Јас додам да си ја подзавршам мојата работа. Сполајте. И јас имам многу работа. И јас, ајде. И? Како? Хајде. Како? Уште не сум го научила табиетот. Не. Ама за ден-два ќе биде. За ден-два ќе видиш. Дај Боже да биде, дај Боже. А ти како со мојот? Вистина многу зборува. Зборува. Ама да ти кажам, пак е поарно отколку оној табиетлијет. Поарно е, некако се издржува, тој си зборува, јас си работам, тој си зборува, јас си работам. Пак е полесно, да ти кажам. И јас ќе се разберам. Ке се разбереш. Ќе видиш дека ќе се разберам. Дај Боже да се разбереш, да му го научиш табиетот ти, да ме куртулиш од него за веки веков, да ти кажам. Добро. Ајде сега доста беше јас да одам. Да одиш. Оти ако се врати, го знаеш како, Го нели? знам. Ете така. Оди. Ајде, остани ми со здравје. Со здравје да си одиш. Комшија, добро вечер, комшија, добро вечер. Ами ако тебе ти е добра вечер, од кај знаеш дека мене ми е добра вечер? Ајде сега. И фала ти многу за жената што ми ја даде. Она што беше моја, а сега е твоја, ништо не знаеше, што да ја кажам, ништо не разбираше. А оваа сега што е моја, се што ќе кажам, се знае, комшија, се. Море, арни се и двете, Господ да ги поживе. Ама, комшија, еве вчера кога ги кажував за попот и за врапчето на бунарот што застанало на едно гребло, се ме разбра. Се ме разбра и јас си велам вака, Остај ме рад. Што ти кажав, и таа ми вели за врапчето, за попот, и се ме разбра кога ти велам. Многу е арна, она сега што е твоја... Си оди крсте по гумното, а тоа работата негова не домакинска, ти да беше домакинска, дека стоеше греблото тамо кај што не му е местото. Ти оди, тој туку најдаш туп, ти згазнува крсте на греблото и туку трас сречево тука го треснува греблото. И туку ти врисна крсте, леле мори мајко, а ти да видиш. Што? Врескање и пискање од крстета што го здоболе? Ако, сигурно. Така му треба кога не гледа кај оди и кај става. А тогаш онај панде, комшијата од крстета, му вели, абре, крсте се ставало ли греблото тамо кај што не му е местото? Ајде. Еве и манџата, Машо. Повели? Еве и манџата. Нели те учев прво лепот? Оке ти е скршам чунијата од глава, ај сега, нека помени. Донеси го лепот. Еве и лепот. За така. Направи, Бори, да ме попариш. Зашто таква жешка манџа си ми донела? Ќе сменам, еве сега, Машо. Сега.
Бре, не то макинка, бре. Бре, што късмет имав јас. Еве, повели. Шо е ово? Ти сакаш да ме настинеш? Ваква ли мраз манжа јас те ти јадам? Како мраз манжо кога чуриш? Уста да имаш, глас да немаш. Оти со чинијата погледа кој ќе те треснам, те видиш. Тука, ај сега, многу сум гладен, нека помине ова и додека јадам, пред мене тука диван да стоиш. Ја, ова. Што се направи да можете? Сол не си клала. Те буфнам со јумруко. Тука е. Те подкаснам сега. За друг пат нема да поминеш така лесно. Ајде, да си легнам. Па ете, лежиш, Машо. Тука ли мори ќе лежам? Ами ако сакаш, наместено е во собата. Оди легни си. Наместено ли е? Наместено е. Ете. Полека му го научив табиетот. Отиде и немаше што мана да ни најде. Си наместила, а? Така ли се местимо ли? Како си можела главата да ми ја местиш? Јас тук од перницата што се вели до прозорецот, ја ќе се опулам квачката со сите пилиња, да ја гледам горе на небо, звездите па да ме испосе раците, да ме направат за никаде. Така ли се местимо ли? Која квачка, бе? Која квачка? Сега ќе ти кажам која квачка, кој ќе те треснам метач, тебе та 100 квачки ќе видиш. Кого ќе треснеш, бе ти? Тебе, Бори, ќе те треснам тебе. Ја нема таа будала што ќе ја треснеш ти. Сега во овој момент си заминувам кај мажот ми. Ова го нема никаде. Може малку поќе зборува. Ама не е како тебе. Ти не бедисуваш ни јарно ни лошо. Ке си ги земам пляшките и заминувам. Сега Видов. Секакви ги има. Ама од табиетлијата по чурук човек на веков нема.